Добро вечер во топ тема на ваша страна. Последен земјотрес во медиумите е затворањето на весниците Утрински вест. Дали се откриваат нови медиумско-политички шеми на криминал и перење пари? Што ќе се случува на медиумската сцена? Влошување или напуштање на црните листи на медиумски слободи? Дали може покорноста кон власта да биде заменета со слобода на изразување? Како новинарите ќе си го враќаат интегритетот и достоинството на професијата? Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираме со новинарите Ерол Ризаов, Тамара Чаусидис, Горан Михайловски и Борјан Јовановски. Гледајте, не почнуваме веднаш. Затворањето на весниците Утрински весник и Вест беше последен удар на медиумската сцена во Македонија. Дали е ова последниот чин од најлошиот и најтурбулентниот период на македонското новинарство? Вечерва дебатирам со моите гости, колегите кои не треба предпоставам да ги представувам, веќе се добро познати: Ерол Ризаов, Борјан Јовановски, Тамара Чаусидис и Горан Михайловски. Добро вечер на сите. Ќе почнам, Ризаов, од вас. Менеджментот соопшти дека причина за затворањето на Утрински вест е финансиската состојба. Тоа ли беше причина? Ова што се случи сега со Утрински вестник, со Вест, воопшто со МП, во една, па дури и поголема земја би било, како што вие најавивте, еден земјотрес, не само информативен, туку и политички. Меѓутоа, кај нас се случија баш тие денови уште по-страшни настани, така да речем. Имавме во собранието и така малку ова помина не толку глуво, колку, да речем, прилично нормално, дека еве може да се гаснат вестниците, но тоа се смести во еден економски контекст. Причините за гаснењето на вестникот се разбира не е само економската положба на вестниците, туку е тоа еден поширок спектар од многу елементи кои се вклопуваат и кои веќе мислам дека барем кај новинарите се прилично јасни и во еден дел од јавност. Покрај интернетот, за кој нема многу да зборувам, бидејќи веќе долги години луѓето го носат светот во джепот, можат секоја минута секоја секунда да видат што се случува и како се случува. И во тој период многу медиуми ги сменија своите уредувачки политики, почнаа да се прилагодуваат кон онлайн изданијата, кон нов начин на рекламирање и во содржините да уфрлаат многу повеќе анализа, колумни и така натака. Меѓутоа, да ве прекинам тука, да интернетот се предвидуваше до пред неколку години дека сосема ќе ги згаснат сите весници. Во моментов не се случува тоа, напротив, обратно. Во светот веќе има нов тренд, веќе пак големите вестници добиваат во интересност и на пазарот почнува да расте тиражот, вработуваат нови новинари, но кај нас ситуацијата е многу поинаква и ние тоа малку ќе го пречекаме. Кај нас, по моја мислење, најзагрижувачка причина и најважна причина е политиката и апсолутно нерегуларниот медиумски пазар во Македонија. Како основач и главен уредник долги години на Утрински вестник, зошто Утрински вестник беше затворен според вас? Еве ќе ви тоа се обидуваме да одговориме. Значи, Утрински вестник во последните 7-8 години се одам на делот од политичкото влијание. Значи, покрај тоа што интернетот нанесе штета во паѓањето на тиражите и во други последици што ги имаме, меѓутоа тоа одам на главната причина, тоа не беше причина да може да се затвори Утрински вестник. Во последните 7-8 години во потрага по близко со власта, менеджментот смени 7-8 главни уредници во Утрински вестник. Тоа е една голема бројка на сменети главни уредници, што често влие и на уредувачките политики, иако во Утрински вестник, морам да кажам, тоа многу не се одрази како што се одрази во Дневник. Во Дневник исто така се сменети 5-6 главни уредници, во Вест само Горан Михайловски замина, односно, ако викам сменети, тоа сватите го условно,
од разни причини, некои им стекоа мандатите, некои дадоа оставка, некои се смета. Но гледате во тоа и некоја... Па има во сето, има тоа длабоко, бидејќи цели уреднички тимови и уредници се сменија или замина на подобри, потоа имавме намалување на личните доходи, отпуштање од работа и сето тоа влијаеше врз квалитетот на весниците. Меѓутоа и тоа не е главната причина. И тоа не е главна. Главната причина е што во државата почна да се стимулира лошиот медиум. Лошите медиуми почнаа финансиски да се помагаат, а добрите медиуми беа изложени прилично жестоко на удар на пазарот, но не и само на пазарот. Затоа што ние сите знаеме што се бавиме со оваа професија, дека еден дневен весник не може да опстане со оваа цена на пазарот ако нема доволно реклама. Па макар имали високи тиражи. Соочени со падот на тиражите и соочени со основната дејност на новинарите во ваква ситуација, да имаат критички однос кон злоупотребите на власта, нестрекната собственост на медиумите, лошиот менеджмент, се сите тие елементи кои направија да дојде до ваква ситуација во медиумите, на крај би кажал и одговорноста на новинарите и на уредниците. Меѓутоа, таа леплива категорија многу често се лепи како прва и како најважна. Не е. Таа е дури, по моје мислење, негде на пето место, кога новинарите се донесени во една таква ситуација. Прво, нестрекната собственост. Нестрекната собственост, јас така ја нарекувам, е во тоа што имате тука неколку категории. Имате собственици кои што се коалициони партнери на власта, дури и политички партии. Имате собственици кои имаат други поголеми бизниси, а ова е некаков одбранбен механизам. Да. Исто така за овие спреги на политиката и медиумите ќе зборуваме подоцна, сега се задржиме на утрински и на вест. Да. Ние подготвивме една анализа како беше туркан. Да. Не би сакал, затоа и сакам да кажам, не би сакал сите собственици да ги ставам во исти кош. Да, секогаш зборуваме дел од собствениците. Горан, вие бевте основач и главен уредник на вест, 2 години веќе не сте таму, не ви го продолжија договорот после толку години. Накусо, која е причината за затворањето на вест? Причината, видете, тоа е завршена приказна за мене уште 2012 година, кога во германците, односно германската компанија БАЦ се замина од Македонија. Едноставно, јас ја лоцирам причината во тоа што новите собственици не беа заинтересирани за медиумски бизнис. За бизнис кој што ќе се потпира само на медиуми, за бизнис што ќе се потпира само на информација, значи тоа што го зборува Ерол, се согласувам, да, печатени медиуми пропаѓаат, меѓутоа информацијата може да се продаде и на друг начин, значи немаше развивање на медиумски бизнис и поврзувањето со владеачката структура, кое што, меѓутоа, основното беше немањето осет за медиумски бизнис, не сакањето да се бавите со медиумски бизнис, затоа што ова е чудо што се случи. Ние имавме концерн, ние имавме корпорација, ние имавме компанија дадена на тацна, одлична компанија, и финансиски и со професионални стандарди, со сите контроверзи кои што ги беа поврзани со таа компанија и во Европа со ВАЦ, и во Источна Европа, и со името на Срџан Керим. Меѓутоа, тоа беше компанија која што се бавеше со медиумски бизнис. А вие кога не се бавите со медиумски бизнис, кога вас првата работа вие да отпуштате новинари, кога вас првата работа вие да кратите новински агенции, да кратите дописништва, тогаш веќе не можеме да зборуваме за медиумски бизнис. Во исто време, бидејќи вие го имате бизнисот, нормално е дека ќе имате и контролата врз содржината на тоа. Особено ако сте поврзани на еден или на друг начин со владеачката структура, која што наоѓаше начини не само овдека, туку во сите бизниси, некако да ги исцицува парите од буџетот и нормално беше дека ова ќе се случи. Инаку, јас не се согласувам дека тоа не можеше економски да опстане. Значи, не се согласувам затоа што ние едноставно имавме компанија која што правеше профити, која што не само што делеше редовни плати, туку платите беа и подобри отколку во другите медиуми, во која што хартијата се купуваше со вагони, не се купуваше на лажичка со
со камиончиња, во која што имаше нели возачи по редакција, во која што имаше бонуси, во која што имаше летни гуми, зимски гуми, сите работи кои што одеднаш ги снема и тоа што компанијата пропаѓаше 4 години, тоа само покажува колку таа компанија била моќна. Затоа велам дека настрана професионализмот кој што се градеше. На крајот на криштата ние бевме на мапата на светот. Ние, еве јас, Ерол и други главни уредници, ние бевме на мапата на светот. Членови на меѓународни организации. Одевме, државме предавања, доаѓаа тука, правеа луѓе насловни, учевме, ние го учевме медиумскиот бизнис. Кога не сакате да се бавите со тоа, тоа беше неминовно. Сега да ја видиме анализата што ја подготви Тамара Гранчаровска за тоа што зборуваат вработените од синдикатот и сите оние како беа туркани во пропаст весниците утрински весник и вест изминативе години и какви сомневања отворија за злоупотреби. Менаџерска плата од 25.000 евра и отпуштање на 120 вработени поради финансиски проблеми на компанијата е епилогот на сагата наречена Медија Принт Македонија, која кулминираше пред 2 недели со затворање на весниците Утрински весник, Вест и Теа Модерна. Компанијата која подолго време објавуваше дека има финансиски проблеми, поради што во неколку наврати го намалуваше бројот на вработените и им кратеше плати, според документот кој неодамна беше објавен во јавност, на име на месечна плата на управителот на МПМ Јана Станисављева, само за една година и биле исплатени 300.000 евра. Според овој документ за исплата на 25.000 евра месечна плата на Станисављева, кој стапил на сила на 1 август 2015 година, излегува дека за незиниот ангажман во МПМ до февруари годинава вкупно за плата и се исплатени 450.000 евра. Во анексот на објавениот договор се гледа дека компанијата презела обврска на Станисављева да исплаќа дополнителен паричен надомест од 1.345.000 денари, што е речиси 22.000 евра. Топ тема на ваша страна се обиде денеска телефонски да добие став од Станисављева за наводите за висината за незината менаџерска плата и исплаќаниот надомест, додека компанијата пријавувала лоша финансиска состојба, но не добивме одговор ниту на телефонскиот повик, ниту на пораката со која побаравме низин коментар за ова. Инаку со последните најави за големите загуби на МПМ и затворањето на весниците во февруари, Александар Динев, кој дотогаш беше директор на МПМ, отвори фирма со основачки влог од 5.000 евра со речиси идентично име Медија Принт ДОЛ, која од 1 мај го презеде издавањето на дневник, а отвори портали со името Утрински весник и Вест, каде се префрла дел од вработените од МПМ. Нејасно е на кој начин и за која цена фирмата на Динев го добила правото на брендовите Утрински весник и Вест и Весникот дневник, како и нивниот вкупен подвижен имот. Ова е повеќе прашање на кој што треба одговор да даде Срđan Керим, кој е останат единствен содружник. Меѓутоа тука треба да се праша и по нешта содружничка Јана Станисављева и секако најбогатиот македонец Јордан Камчев, кој исто беше третиот содружник. Како синдикат побаравме увид во материјално-финансиско работење, не добивме. Значи се збори со некои загуби од она време кога се сеќам 1.900.000 евра. Ми тоа никој не ни кажа со какав влог е влезена господијата Станисављева, што ако е третина собственик, тоа е некој 1.300.000, значи свежи пари. Искрено се сомневаме дека таму постои нешто што се нарекува интересно, ајде да речем некој потез збор, интересно книговодство. Според правниците, преземањето на правата на еден правен субјект од друг на каков и да е начин не може да се направи без преземање на обврските. По правило, ако преземаш права, тогаш ги превземаш и обврските. Затоа што превземање само на права, а оставање на обврски нерасчистени, создава едно сомневање, па дури и незаконити ситуации во смисла на даночни затајување, на перење на пари, на милион други правни ситуации и казниви дела. Како шпекулација ви кажувам, правно не е возможно тоа. Па не треба да е возможно и не би требало да се дозволи, само ако се расчистат сите обврски, сите права може да се преземат. Тоа е секој пат така во правото. Со затворањето на весниците без работа остануваат 120 луѓе, на кои на 8 мај им се врачени решенија за технолошки вишок. Ние се уште се водиме како вработени во МПМ со отказ на рок од 2 месеци и ни беше кажано дека не треба да доаѓаме на работа, бидејќи нема каде да доаѓаме на работа, МПМ нема свои простори, нема ни дејност повеќе. Дејноста која што се вршат сега медиумите се е префрлена во друга фирма, се префрлени медиумите. Но на оние кои станаа технолошки вишок нејасно име кому треба да се обратат за неисплатените плати од МПМ. Службите на МПМ кои сега исто се преминати во новата фирма која се вика МПМ, друштво со ограничена одговорност, едно лице. Значи, добро, ако се тие служби преминати во новата фирма, од кого тогаш вие барате одговор? Па не знам, ние не знаеме, тоа е некој хибрид варијанта, знаете. Станува збор за МПМ ДО и МПМ ДОЛ.
И тие луѓе фигурираат и ваму и таму. Антевски има свој коментар за затворањето на донеодамна најтиражниот весник во Македонија, Вест. Ова е еден школски пример како може да се уништи еден најтиражен весник во Македонија. Се почна од кога почна притисоците за непишување, односно за притисоците од власта за кои се содржини и какви содржини да се објавуваат, потоа со престанување на договорот, односно непродолжување на договорот на главниот уредник кој што е основач на Вест, една тура бркање на новинари и уредувачки колегиум, втора тура постојани притисоци со намалување на плата и се тоа со објаснување од менаџментот дека весниците се нетиражни, нема доволно реклами и дека се работи фирмата со загуби. Инаку медија Принт Македонија од јануари 2012 година до февруари оваа година беше во собственост на Орка Холдинг на Орце Камчев, но собственичката структура на компанијата се менува. Судел во неа влегува и Српски телеграф на Веселин Евросимовиќ, но и лично до тогашниот извршен директор на МПМ Срđan Керим со компанијата Мирекс Плюс, секој со по 1/3 удел во фирмата Графички центар, во чија собственост е МПМ. Во август 2016 година од Графички центар се повлекува и Евросимовиќ, а неговиот удел го презема до тогашната управителка на компанијата Станисављева со фирмата Интернет Инвестмент Груп. По истапувањето на Камчев и Станисављева од Графички центар и од МПМ во февруари оваа година, единствен собственик кој фигурира во компанијата е Керим. Инаку 100% собственик на МПМ и фирмата Графички центар, чии собственици како што објави Призма во своја анализа се Телеграф со удел од 3,4 милиони евра и Мирекс на Керим со удел од 1,7 милиони евра. Но со оглед дека пак собственик на Телеграф е МПМ, излегува дека истата компанија се јавува и како мајка и како ќерка во медиумскиот конзорциум. Представка за финансиското работење на МПМ од вработените е поднесено до УЈП, на што таму одговорија. УЈП ќе постапи согласно своите надлежности или во крајна линија ќе бидат информирани надлежни органи за постапување. Финансиската полиција пак во вторникот најави дека врз основа на допрен глас ќе отвори предмет за работењето на компанијата. За тоа веднаш ќе биде известен надлежен јавен обвинител, а секој кој располага со каков било доказ за сторен финансиски криминал, истиот може да го достави до финансиската полиција или до надлежното обвинителство. Од јавното обвинителство денеска побаравме информација за тоа дали се води истрага за МПМ, на што ни беше одговорено. Јавното обвинителство внимателно ги следи сите информации околу случајот за кој покажуваат интерес и при тоа своите активности во целост ги координира со управата за финансиска полиција и други органи надлежни за проверка на работата на компанијата. Навистина заплиткани шеми со кој Боријан вие се занимававте и со други медиуми изминативе години, анализиравте вакви шеми меѓу собственици, медиуми, политика. Како сега вам ви изгледа ова затворање на Утрински и на Вест и од перспектива на затворањето на еден кога практично се почна, да речеме, на уништување на медиумски? Почна многу порано, ја сега кога ги слушам Ерол и Горан кога го зборуваат за Утрински и Вест, се присетив на една епизода од 2007 година. Тогаш 2007 или 2008 одамна беше. Срđan Керим уште Вац беа тука. Ми понуди да бидам главен уредник на Дневник и тоа беше во една фаза, речи си, со Миле Јовановски разговаравме и за некои конкретни решенија околу леаутот и така натаму. За да во септември таа година, тоа ме поканија во јуни, за да во септември истата година ми се јави Срđan Керим од Виена да ми каже дека власта во Македонија не била среќна со тоа решение, дека он ќе мора да отстапи од тоа што се договорил со мене. И јас во една прилика го најдов Сашо Мјалков на еден прием тогаш и го прашав, викам, што е проблемот, викам, не очекувам ништо од вас, ама не очекувам ни да се мешате во тоа што го правам. Нели во 2007 уште имавме некакви илузии дека таа власт може да биде реформска. Сашо Мјалков, ако добро сеќавам, ме префрли на Мартин Протугер, дека он нема врска, дека тоа Мартин Протугер можеби. И мене ми стана јасно. Така што сакам да кажам дека известно, за мене барем, од тоа мое лично искуство, ми беше известно што Срđan Керим ќе прави. И потоа се случи што се случи и со германците, се повлекоа и така натаму, и Дневник просто беше пуштен низ вода во таа една пропагандна машинерија.
Понатаму следеше што следеше. Понатаму дојде несреќната епизода со А1 телевизија. Не знам како да го коментирам од оваа дистанца, единствено по се што се случи, по се што слушнавме дека како владеела оваа власт, тој примитивизам нивни, ако можам да речам дека некоја сатисфакција што времето потврдило тоа што сме го говореле, мене навистина ми е жал, бидејќи и тогаш се обидувавме да ставиме до знаење дека не го браниме ние Велија како Велија, туку браниме еден голем медиум кој до тогаш ние не бевме, никогаш не бил партнер со Дневник или Утрински или Весно, кога тие медиуми беа поставени професионално. Имаше една коалиција, како да кажам, неформална меѓу тие професионални медиуми, и кога ќе се дојдеше до ситуација да било која власт прегази известна црвена линија, сепак имаше една, како да ви кажам, една солидарност. Па може би колку е дерогиран тој простор покажува дека колку и внимание доби и кај нас, добро, настаните во собранието навистина го покрија тоа, меѓутоа како веќе вообичаено, јавноста не ли реагира. Беше со должна почит кон Утрински, Дневник и Вест во тоа време, како телевизија беше повлијателна. Апсолутно, да. И власта си ја постави таа задача да го турне тој бастион, како да кажам, на демократијата. Јас можам да прифатам многу критики на сметка на А1, немам никаков проблем со тоа, вклучително и мои лични критики кои би се упатиле кон мене, но никој не може да го негира фактот дека А1 секогаш била во одбрана на барем основните новинарството и основните демократски принципи во оваа држава. Така што кога се урна А1, кога тој зид се урна, кога клучен бедем на одбраната на демократијата, тогаш беше се многу поедноставно. И јас пак од оваа дистанца можам да изразам жалење што ни недостасуваше повеќе солидарност во фелата. Но мислам дека научивме многу лекции од тогаш, сите ние, и дека се надевам дека гледам во последно време Тамара тоа добро може да го елаборира. Навистина солидарноста во многу ситуации во овие последниве неколку години не спасува, како да кажам. Да, меѓутоа имаме огромна поделеност како никогаш досега, тоа е вториот. Зборам во овој делот на кампот на професионалните медиуми, бидејќи ова не можам да го есапам како медиум, не Сител, Курир, тоа е тоа. Тамара, синдикатот, самостојниот синдикат на кој сте председател, најави тужба, слушнавме и од кривична пријава. Очекувате ли да се разбие, да се докаже, да излезат на површина овие злоупотреби кои се правени очигледно, не само затворањето на весници. Па немаше тоа да го направиме ако не очекуваме. Јас и јавно кажав дека очекувам токму преку примерот на расчистување на работењето на Медија Принт Македонија и според сите индиции свесно туркање на медиумите во оваа ситуација и уништување, ако сакате, на брендовите, тие постојат, меѓутоа чудно се пренесени на друг правен субјект и така натаму, да се испрати јасна порака до сите идни на кои ќе им падне на памет дека медиумот може да се користи во некои други цели освен во информирање на јавноста. Мислам дека ние очекуваме, нели, УЈП и финансовата полиција подопрен глас да делува, бидејќи работењето и индициите кои еве и јавно ги има се апсолутно ги прави предмет на интерес, меѓутоа нема да чекаме само на тоа. Ќе поднесеме и ние кривична пријава и јас навистина верувам дека мора да се расчисти ситуацијата, бидејќи овде имаме, знаете, толку е ситуацијата со А1 беше пред 10 години, меѓувреме толку се опуштиле
што не се ни потрудиле да тоа не биде видливо. Вие ако кажете, еве на обичен човек, да му кажете дека фирмата има проблеми финансиски, така, и дека мора да се бркаат новинари и вработени. И на синдикатот тоа му го кажете и му понудите алтернатива да се намалат плати, бидејќи они се у таква финансиска тешкотија. И потоа да видите дека управителот кој тоа ви го бара има 25.000 евра плата, а тоа се уште не е демантирано, тоа е стварно јасно дека се излекуваат пари. Дека свесно се носи фирмата во загуба. Инаку, зошто е тоа така, јас, бидејќи говориме за тоа, многу е едноставно. Ако сакате да манипулирате јавност, не смеете да имате добро информирани граѓани и едуцирани граѓани. А како ќе го направите тоа? Така што ќе ги нападнете медиумите кои по природата на својата работа токму тоа треба да го прават. Ќе ги уништите нив и ќе ги субституирате со пропагандистички содржини кои се нарекуваат медиуми, бидејќи луѓево неедуцирани мислат стварно медиуми, се што е телевизија мислам е новинарство. Така да тоа е, причината е многу јасна. Ние сме биле неколку пати, безбројно пати, ова е долго најавувана смрт. Ние од 2012 се бориме. Првенствено беше утрински, дека ќе биде затворен, дека е уништен и така натаму, потоа се придружи Вест, али јасно беа таргетирани точките. И во неколку наврати, кога ќе ни каже, ама знаете, ни паѓа тиражот, ние одговаравме, ама пуштете ги луѓето да работат. Не им вадете од печатница текстови. Не ги цензурирајте, така драматично ги цензурирајте. И знаете што беше одговорот? Не можеме. Што збориме ние? Зашто още зборуваме? Ние кога ги слушнавме бомбите, што веќе да збориме? Слушнавме како се договарало тоа. Новинарите излегува да штрajkуваат кога не добива плати. Некои од колегите коментира зошто не излегува да протестираат заради цензура, или заради немање права, него туку кога престана да исплатуваат плати, веќе беше известно дека е крајот тука. Е крајот. Па не се согласувам, мислам, ние сме протестирали заради цензурата. Така што апсолутно, јас уште 2012 година првиот мој судир со новите газди беше кога објавив бела страница. Така што не се согласувам дека барем во Вест не се протестираше и заради цензурата. И отворено сме го пишувале, јас многу пати во моите колумни сум го пишувал тоа. Мислам дека до душа и со Вест малку играа така, полабаво да речеме, па ме пуштаа мене, па беше повеќе се подпираа на она автоцензурата, меѓутоа мислам дека тоа беше и затоа што и сами се изборивме. Беше тоа компактна редакција која што знаеше да каже не од време на време. После веќе беше многу јасно. По твоето заменување и голем дел од колегите. Така што не се согласувам дека не сме се бунеле. Многу сме се бунеле. Ова си го слушнала веројатно. Многу и по меѓународни сме се бунеле и во самата компанија сме се бунеле. Самиот јас знам колку пати сум се бунел, и сум се карал, и сум повлекол и јас насловна страна која што сакале да ми ја подметнат, така што не е дека не сме се бунеле. Меѓутоа ова е тоа. Значи пак би се вратил на тоа. Немаше интерес. Буквално немаше интерес. Ова нема овде медиумски бизнис. Тоа е. Значи не се сака да се прави. Па јас би можела многу да зборам за тие механизми на кршење на интегритетот и достоинството кај медиумските професионалци. Тоа не оди преку ноќ. Вие ретко кој доаѓа у ситуација да каже да избере, добро, ти сакаш ли да попуштиш и да подпишуваш туги текстови или да применуваш автоцензура, а да земаш плата или за возврат сакаш да бидеш слободен. Тоа се многу подмолни методи, методи кои што навистина наликуваат, мислам, тоа се проверени методи на кршење на духот. И јас морам на колегите од Медија Принт Македонија да им честитам што тие бајаги години издржаа таква тортура, некој побрзо клекна, некој подолго, меѓутоа знаете што, навистина е точката каде што се
кршат медиумските професионалци или се подложни на корупција, е економско-социјалниот статус. Значи, ако сте самохрана мајка, поинако реагирате, или ме сваќате, така што има тука, ама не е само тоа, има и клиентелизам, има и корупција. Свесно влегла во одработување на пропаганда. Ерол спомна менување на уредувачки политики, не случајно било тоа. Утрински весник не влезе никој во тоа, многу тешко се продираше во Утрински весник, затоа и напомнав во првиот дел од дискусијата дека таму се сменија 5-6 главни уредници. Јас ги зимам како паралела Дневник и Утрински вестник. Ние, ако бевме иста куќа, бевме големи конкуренти. Вест беше нешто друго. Значи, во денот на превземањето од германската компанија, трите вестника имаа 125.000 продаден тираж дневно. Имаа преку 50 страници сите три вестника реклами. Тоа беше една голема моќ, една голема сила и една многу важна работа, менеджментот не смееше да се меша во уредувачката политика. Да, според... Тоа беше стриктно назначено. Вие имавте највисоките стандарди од било кој медиум. Затоа менеджментот можеше само да игра улога, иако ние го чувствувавме тој мотив кај некои наши менеджери дека сакаат и дека заради тоа и се влезени во таа работа за да направат некакви политички кариери, но главните уредници беа добро информирани од самиот менеджмент на германскиот партнер, така да ние и сме се жалили, и сме праќале, сме реагирале секогаш кога имало и најмал сигнал дека нешто сака да направат надвор од професионалните норми. Меѓутоа, со заминувањето на партнерот, тоа се виде и они тоа јавно го кажа, мислам, не бе гласно во Македонија, туку го кажаат на нас, дека заминуваат од дел од Балканот поради нерегуларниот пазар, затоа што политиката врши страшен притисок преку разни методи, не само директно преку собственици или да речеме главни уредници, така, туку се врши. А во Дневник што се случи? Значи, сите промени на главни уредници во Утрински вестник не успеа да предизвикаат големи промени во уредувачката политика. Имаше промени, меѓутоа тие не отидоа до таму да се унакаже вестникот, да се претвори во дури на денот на згаснувањето, да се претвори во нечи, не знам, нечија огласна табла. Во Дневник нешто друго се случи. Значи, поводењето на неколку главни уредници, дури за кои се зборуваше дека припаѓаат на блиски се на власта, се виде дека прилично професионално го водеа вестник. Последниот главен уредник, заедно со група новинари, стана помокни од газдите и од менеджментот. Никој не можеше да им одбие услуги на владеачката партија. И ќе видите вие посебни имиња таму во Дневник, како се пласирани текстовите и каде се пласирани и што, каква е таа уредувачка политика на слугински однос кон власта. Буквално слугински однос. Значи, само да довршам реченицата. Тоа се покаже. Мислам, во овој случај, влијанието на политиката е голема грешка не само тоа што ќе угасат два вестника и што ќе останат многу луѓе, одлични професионалци, добри новинари без работа, без екзистенција. Многу е погрешна проценката затоа што и Вест и Утрински вестник по промената на власта ќе беа прилично критички настроени кон новата власт. Јас тоа го гарантирам и го знам од искуство. Прво во Вест веќе гарнитурата е да кажавте дека остана професионалци, а во Утрински вестник секогаш било така. Значи тоа, само да реченица, тоа е многу погрешна проценка, меѓутоа држи ова што го кажува Чаушидис дека кршењето на волјата, притисокот, манипулацијата со јавноста може да игра еден сериозен дел од она за мотивот, но и една криминогена структура која е појавена таму, која се одразува, да речеме, преку таа плата, која нема демант до сега, таа е чудовишна плата, таква плата Знаевте ли за тоа? Знаевте ли нешто дека постои уште пред да ова е сега објавено? Веќе се кажува тоа, таква плата не верувам да зимала директорката. Меѓутоа, тие пари се зимани.
И каде оделе, тоа е сега најинтересното, веќе се најавува, нели луѓето што се јавуваат, дека тоа е отплата на некои долгови при купувањето и при станувањето собственик на весниците. Значи, за да тоа е враќање на некого на парите. Некој што ги вложил во купување на парите и добивање на собственичка струја. Такви плати во новинарството немало, ниту имало зошто да има. И ова еден многу значаен момент од причините е што последните 6-7 години ниеден човек од менеджментот на МПМ не се бавил со медиумски бизнес. Тоа е страшно сознание. Значи, ниеден човек од целиот менеджмент никогаш не работел во весникарство, да се продават весници, дистрибуции, печатници и ова. Се е тоа повеќе специјалисти за трошење пари отколку за правење на пари. Ако може по-конкретно во прилог на ова што го зборуваш. Зошто германците се повлекоа? Германците се повлекоа од моментот кога Срđan Керим беше менаџер за цел регион, ако не се лажам. Мене ви кажувам што ми рекол директно кога Срđan Керим ги вовлече ВАЦ во најсивите зони во целиот регион, Црна Гора, Србија, Хрватска, Македонија. Со амбицијата да стане претседател на светот, нели? И да не заборавиме, ова е се треба да се расчисти ова, вклучително и фамозното шише со 750.000 евра. Бидејќи тоа не е наивна епизода. И не треба да се заборави. Се надевам дека нема да се заборави. Ако дозволите. Во контекст на расчистување на работите од минатото близко, јас мислам, за да може да излеземе на чисто после оваа траума, па и шока, како сакате, кажете го, бидејќи ова што ни се случи со оваа власт, не знам, стварно е траума од сериозен карактер. Јас мислам дека како јавност исто така треба да бараме во најмала рака да се преиспита судската постапка низ која беше затворена А1 телевизија и беа доделени такви ригорозни затворски казни на дел од собствениците и луѓето кои ја раководеа А1 телевизија. А1 телевизија со се што има направено, тоа го заслужува и не само заради таа правда, туку просто заради да расчистиме со минатото, да знаеме што ни се случувало. Ние тие работи мора да ги извлечеме и да извлечеме поуки од тоа. За да продолжиме натаму. Горан, вести и утрински вестник како брендови нема воопшто понудени на продажба. Колку што ја знам, туку само беше префрлено. Нели е логично ако некаде има финансиски проблеми да се продава, да беше понудена на продажба вест, ке го купат? Не верувам. Јас ви кажам дека тоа е има ли простор за мене завршена приказна. Јас стварно не знам. Мислам дека не треба веќе ни да зборуваме за тоа. Ние подобро да зборуваме за новинарството. Значи не зборуваме за вест, за утрински, не зборуваме има ли простор за печатени медиуми? За печатени медиуми верувам дека има простор. Не во таа во тој обем како што биле, затоа што сега секој си ја носи информацијата во џеп. Верувам дека има простор посебно за магазинско издание, тоа сум убеден. Меѓутоа верувам и во тоа дека овие печатени медиуми, ако беа водени со бизнис логика на информирање, ќе можеа да бидат ќе можеа да опстанат на пазарот, бидејќи ќе се трансформираа. Мислам, тоа беше многу едноставно. И тоа го почнаа германците, меѓутоа потоа сето тоа запре. Меѓутоа, кога вие нема да вложите ништо, кога ќе избркате луѓе, кога ќе ги избркате најдобрите луѓе од таму, кога едноставно вие важно само дури ни реклами не доаѓаат. Знаете зошто не доаѓа реклами? Затоа што дури во вакво никакво стопанство какво што е, во времето на ВАЦ стигнуваа и реклами. Еве кажа Еро, дека имаше и некакви реклами. Вие тука правевте нелојална конкуренција. Нашите фирми ќе си ги ставиме и са сите други фирми нормално дека нема да ви рекламират. Така што јас предлагам да не го губиме веќе времето на тоа. Тоа е веќе завршена приказна. И не верувам дека ќе има некакво воскреснување. Јас им посакувам се најдобро на луѓето што останаа таму, особено на овие што се бореа до крај. И верувам дека со нивниот професионализам тие ќе се снајдат
односно ќе почнат да се бават со професионално новинарство. Дај да зборуваме за професионално новинарство, да зборуваме за медиуми. А какви се медиумите? Дали ние на таблава овдека ќе ставиме, или тоа ќе биде на интернет, или на телевизија, или на хартијава, тоа е прашањето. Предлагам сега да блок на реклами, а потоа ќе продолжиме дебатата токму за тоа како до професионално новинарство. Каде излезото состојбата со медиумите во моментот? Злоупотребите очигледно не престануваат. Тесните врски на дел од медиумите, собствениците на медиумите со политиката исто така не запираат, ниту пак пропагандата. Има ли крај на тоа, Тамара? Како да дојдеме? Па, ние работиме на тоа да има крај. Мислам, инаку, ајде да си одиме по дома и да дигнеме раце. Јас мислам дека ова искуство, колку и да беше травматично, ни покажа, а и на секоја идна власт, и покажа дека обидот да се владее преку медиуми е неуспешен на крај. И дека сметките сите ги плаќаме. Ние како медиумска заедница многу научивме, ја препознавме и солидарноста и препознавме да се препознаваме меѓусебно, бидејќи бевме изложени на една инфилтрација на страно ткиво во рамките на редакциите и медиумите, кое што се промовираше како новинарство, а беше токму спротивното. И мислам дека ова искуство не научи дека мораме нешто драматично да смениме. Мислам дека и пораката што која и да е нова власт ќе ја добие, мислам, се надевам дека бидејќи без тоа нема ништо. Знаете, ако нема политичка волја да не влезат во односи со сопственици на медиуми кои што им се блиски или така натаму, ништо не правиме. Сега ние ќе мораме и тоа да го адресираме. Она што ние мислиме во синдикатот е дека мораме да создадеме една атмосфера во која што редакциите, да не биде тоа случајно затоа што уредникот е добар, па редакцијата стои зад него, па може долго време да обстои, него да тоа биде системски решено за навистина редакциите да бидат доволно силни да издржат што се однесува до системските решенија, закони имаме, тоа не е очигледно, закони имаме, се носе, меѓутоа тоа очигледно ништо. Не, дури се наметна и како стеги врз, особено електронските медиуми. Да, апсолутно, не мислам дека законот е решение. Направи никаков резултат. Горан, што драматично да се смени, што прво не би се кладел многу и на новата власт, да речеме. Затоа што која и да дојде власт би сакала. Некои се малце по-тврди, некои по-меки, меѓутоа сега власт би сакала да има некаква контрола врз медиумите. Проблемот кај нас е друго. Проблемот е кај нас што ние треба да се исчистиме од сето ова ѓубре што го има во медиумите 10 години. Е тоа. Затоа што секогаш имало добри новинари, лоши новинари, добри газди, лоши газди. Власта секогаш сакала да контролира на овој или на овој начин. Меѓутоа, оние што биле, да речеме, натрапници во професијата, клиентелисти, тие што биле рекетари, тие биле во малцинство. И помалку или повеќе се можело да се идентификуваат. Што се случи? По последниве, посебно 7-8 години, малцинството ја диктираше политиката во медиуми. Во последните 7-8 години тоа стана нормално. Тоа новинарство што го гледаме сега стана нормално. Како покорност, ако биле покорни кон една власт, ќе бидат покорни кон друга. Не е баш така работава. Значи, затоа не е завршена приказката, што не се согласувам со Горан Преска, што вика, не е важен нашиот личен однос, дали Горан сега има друг медиум или дали јас имам друг медиум или пензија. Ова е сериозна работа, општествена работа. Значи, гаснењето на весниците е еден удар на демократијата силен во Македонија и затоа оваа работа, се согласувам со Чаушидис, треба да се расчисти до крај. Ние, професионалните новинари, никогаш не треба да му го простат на ВМРО тоа што беа принудени да завзема страна, бидејќи мораше да се завземе страна против режим.
Кога имате режим, вие друга страна немате. Нема друга опција. Значи, морате да застанете. Промената на власта е сега голема и здрава работа што треба да се случи. А дали ќе престане критиката кон новата, па сигурно нема да престане. Тоа ќе има исто обиди за влијание, ќе има како и сегде во светот, но веќе друга ќе биде атмосферата и не ќе може вака драматично како сега да се гаи едно апологетско новинарство и практично за 11 години да се промени перцепцијата кај јавноста што е добро новинарство. Младите луѓе веќе ни не знаат, мислат дека е тоа нормално вака да се пишува и да се јави. Или што е новинарски подвиг. Новинарство е кој ќе го пуштиш од Сабајле соопштението на ВМРО и после ќе одговориш со се. Тоа е новинарството во Македонија. И на тоа сме сведени, тоа е трагедијата. Ние добро треба пак да ги учиме старите лекции. Не се тоа стари лекции, тоа се вечни лекции. Секогаш новинарството треба да биде против... Ама цела генерација е изгубена, Ерол, тоа е проблемот. Ама добро. Тоа е, цела генерација мисли дека тоа е новинарство. Цела генерација не сака да праша. Цела генерација се плаши да праша. Цела генерација не смее да се јави на телефон. Ако се јави на телефон и викаат прати мејл. Тоа е трагедијата. Зошто не е точно така? Не, Горан, не си во право. Затоа сме ние тука, не си во право, треба да се бориме. Зашто ти пишува? Прво не си во право. Сакам да кажам. Која е таа генерација? Студентскиот пленум, се сеќаваш? Значи, ние имаме млада генерација која знае да препознае. Твојот портал има поголем читаност од вестникот од каде што излезе, така? Од тиражот. Несомнено, неколку портали постојат кои што имаат поголема читаност. Јавноста знае да препознае квалитет. Проблемот е што ние немавме можност да и го дадеме тој квалитет. Јас сум убедена, имаме млада генерација, млади луѓе кои беа способни да се артикулираат во еден... Го зимам како пример, нели, за паметни млади луѓе кои препознаваат што е вистинска вредност, што е заедништво, што е солидарност, што се вистинските вредности во едно општество. Јас ви тврдам дека, мислам, апсолутно со индигнација одбивам, знам дека интернетот е закана. Како што рече ти, информацијата, добро новинарство е новинарство и кажано вака по телевизија и напишано на текст. Јавноста знае тоа да го препознае. Ние имаме млади образовани луѓе, само што си одат, тоа е проблем. Ајде да направиме атмосфера, ајде да им понудиме квалитет, ајде да им направиме едно општество во кое што тие ќе останат, па ќе имаме нашата публика. Тоа е многу конкретна операција. Не можеш без ослободување. Ако дозволите, ќе го направиме. Значи, тоа не се абстрактни појмови. Нас ни треба прво владење на право. Ни треба власт која ќе сака да се расчистат со некои работи од минатото. Ќе треба одговорност. Ќе бидам многу директен. Латас 25 години на телевизија шири албанофобија. Латас со неговото однесување и албанофобијата која ја шири има придонесено за сериозни кризи во меѓуетничките односи. Тоа е одговорност. Целиот говор на омраза кој се сееше наназад години, тоа подразбира одговорност. Она што го видовте што експлодираше како бомба во собрание на 27 април. Таму имаше многу луѓе, имаше еден дел на луѓе кои од чист клиентелизам за да ги зачуваат своите позиции, свесни што прават него. Но голем број на луѓе, односно мнозинството, беше таму затоа што беше изманипулирано. Затоа што на тие луѓе од најголемите медиуми 4 месеца наназад им се продава лага за некаква федерализација, за некаква промена на име, за престанување на постоење на македонскиот народ. Најгрда можна пропаганда. Како пропагандата да се замени со новинарство? Јас ме плукаат по улица, ми носат венец на врата, ми носат луѓе кои, како да ви кажам, јас немам што на дете да му замерам што ме плукаш, 17 години има. Тоа дете е жртва на пропаганда на Миленко Неделковски, кој не престанува во секој пост да не става на список неколку души кои вика еве ги овие се предавници. Тие луѓе, за тоа мора да се одговара, за да новите генерации, кои да е, свати дека новинарството е професија со итекаква одговорност.
Не може било кој шутрак утре да пишува и да рече ова е слобода на изразување, барам. Слободата на изразување има и текако голема одговорност. Ако ти дозволам да ти твојот збор е во јавен простор, ти треба да понесеш одговорност за тоа. За да се понесе таа одговорност, ние мора да удриме таа црвена линија и ќе бидам искрен, после 25 години лоша пракса во новинарството. Затоа го споменав Латас, кој 96-та во Гостивар на полицајците им носеше вода додека тепаат албанци по улици во Гостивар. Да бидеме на чисто. Преминавме преку тоа. Никому ништо. Извинете, тоа така не може. Ако така продолжиме и да се правиме луди дека ништо не било, каде понатаму? Напротив, мислам дека токму зборуваме дека значи, штети има и сите тука сме согласни дека треба ние сме им ние дозволивме како генерација, дозволивме да дојде до ова дереже новинарството. Тоа е наша вина. Наша вина. И заради тоа, наша одговорност е сега да се испереме од таа вина. И тоа да не ни се случи. Немој да очекувате, новата власт што вика Горан, политичка воља. Нема власт што нема да се обиде да влие врз медиумите. До карактерот и интегритетот е на секој еден кој работи во медиумите. Нема друг. Интегритетот и карактерот е тој што го прават новинарството. Да се разбереме. Ова е многу лепливо што го кажува и ја не се согласувам со тоа наша вина. Тоа е така, им се допаѓа на луѓето да го слушат, дека ние сме виновни, меѓутоа јас го ставам тоа на пето место, ја воопшто не се чувствувам виновен. Ние треба да веќе гледаме и знаеме дека извинувам да завршам, само молим да завршам. Значи, ние треба да констатираме, односно да сватиме и веќе сваќаме дека плурализмот во Македонија не е стаса. Имаше многу луѓе што мислеа дека е со бројот на медиуми дека е тоа завршена работа. Меѓутоа се манипулираше и со тоа, множеството на медиуми, има многу вестници, има многу портали, има многу интернет. Можеме ли да очекуваме сега затворање масовно на медиуми, дека ова е само почеток, значи еден период кој ќе биде завршам мислата ако не медиум. Мислам дека плурализацијата на медиуми, она што значи професионално новинарство, не имаме добар почеток некаде која времето на ентузијазмот 90-тите години, па и до 2006 година не бевме задоволни со тоа 34-то место, иако е тоа сега недостижно веќе, но очигледно дека треба една по-природна селекција да се случи на медиумскиот пазар во Македонија, да политиката дигне раце, не буквално, мислам таа никош нема да ги дигне раците од медиумите, секојаш ќе се труди да влијае, меѓутоа сите овие настани што сега ни се случуваат, кажуваат дека ќе мора да се тргне во еден друг правец, да се вратиме на изворните вредности на информирањето и на објективноста и професионализмот во новинарството. Тогаш ние ќе можеме да бараме одговорност поголема и од новинарите, и од уредниците, и од собствениците, во делот на отстапувањето, и тоа ќе биде многу видливо. Сега со оваа груба комерцијализација што имаме на медиумите, со турските серии, со гледаноста, со манипулацијата која ќе идат вестите, какви вести, што ќе се дае прво, тоа веќе стана правило на живење. И луѓето не можат, како да ви кажам, многу лесно е во таква ситуација да ти влијаеш на масите и да ова го што го кажува Борјан, да се предизвикуваат јазик на омраза, нетрпеливост, па дури оваа тепачкава што беше у парламентот. Зошто сега, например, немаме, па сите тие што влегнаа учество во толпа треба да одговарат, сите до еден, што влегнаа во парламентот без да бидат поканети или без да имат право да влезат. Да, меѓутоа Борјан го истакна моментот дека и новинарите беа мета на тој напад. Не зборам за новинарите. Зборам понатаму за тешки телесни повреди и за обиди за убиство. Значи, кога тоа ти го немаш, што одговорност ќе бараш од новинарството? Поготово во медиумите, кај што правилно, професионално постапи. Кој ќе одговара кога ќе се испостави за неколку месеци, за година дена?
дека нема федерализација, дека нема промена на устав, а дека тоа беше постојан кој ќе одговара за такво лажење по медиуми. Па маса луѓе, илјадници луѓе се излажани. Некој вајда треба да одговара. Извини, сите ние кои од 90-те години учествуваме во јас ќе повторам, одговорни сме. Вие во Нова Македонија не сте одговорни за инсталирањето на Мирка како феномен еден кој е, како да кажам, стварно... Не ги знаеш добро релациите, мене не ми е преходна Мирка. Добро, сега... Нешто, ама... Не ги знаеш добро. Да, има интенција да ги кажа сите, да се вратиме на она што е професијата, генерално и како да си ја вратиме професијата, онаму и да ставиме каде што заслужува и да си ги вратиме професионалните стандарди онаму каде што ги нема. Интересно е што пропагандата и ударните тупаници на пропагандата не престануваат и цело ова време. Има една работа што дава надеж веќе кај добар дел од јавноста, луѓето бараат автор. Веќе не бараат ни толку ни медиум, ни вестник. Значи се определуваат за одредени автори кои ги следат и ги читаат. Тоа е добар сигнал, затоа што веќе може и медиуми кои што се под контрола до некаде да се јавуваат автори кои имаат свој дигнитет и кои имаат свој професионален и етички морал да настапуваат така и дури бараат одредени емисии. Значи ја гледам оваа емисија, ја гледам онаа емисија, го читам тој и тој, го читам тој и тој. Тоа е еден добар сигнал, иако тоа не е крајното решение. Крајното решение ние знаеме што е. Тоа е она што значи брза препознатливост на професионално новинарство. Ама за да тоа биде така, ти треба... Тоа е веќе така кај некои луѓе и личности во Македонија. Јас знам кого денеска ќе го читам. Размисли за себе. Јас ќе зборувам за мене. Довербата во она што сум го пишувал и сум го правил јас, до 2011 до затварањето на АНН, додека не почна пропагандата, била и текако поголема. Затоа што истата пропаганда, јас сум убеден, истиот проблем го имаш и ти, сите ние, дека таа пропаганда апсолутно имала ефект врз голем број на наши читатели и гледачи. Ги изманипулирала на начин на кој тие престанале да ни веруваат и во тоа што го кажуваме, мислејки дека 100 пати повторената лага станала вистина. Да, ама тоа не променило ништо во моето пишување. Не променило во твоето пишување, променило во твојата публика. Тоа е проблемот. Па види сега, кој критикува ќе биде изложен и на критика. Пропагандата достигна Јас немам против да бидам изложен на критика, имам против да бидам изложен на клевета. Сања, ти праша да се вратиме евентуално. Да, како зошто не да се откажуваат пропагандистите? Од истата причина од која што не се откажува и Груевски. Во истата каша се влезени. Значи, ако ќе дојде до расчистување, јас мислам дека и тие ќе бидат фрлени низ вода, затоа што постојат документи. Значи, ние слушавме и на разговорите, телефонски прислушувани, што се случувало. Ако ќе почнат да се отвараат и документите, и затоа нема да се откажуваат. Секој ден поминат на телевизија, на екран, е он помоќен и помоќен го одржува. Затоа што ќе почне да се по кабинети во затоа што тоа само таа причина. Зошто не се откажува Груевски? Од истата причина, со истата каша се влезени. Значи ние не им ги знаеме односите. И корупција не биде, имало секогаш корупција во медиумите, да не се лаже. Дали рекетирал фирми, дали не рекетирал фирми, дали преку тоа што оделе реклами во Сител, морале додати на друго место реклами. Сето тоа ние не знаеме, меѓутоа некакви документи постоеле. И тие што биле рекетирани, верувајте, и тие ги чуваат документите. Тие што се пропагандисти многу добро знаат како иде таа работа. Дали забележувате сега во последните текстови на тие луѓе како се насточуваоштрицата на критиката и врз Никола Груевски, па се изедначуваат Зајак и Груевски и Бранко Црвенковски ова. Значи, тоа е еден премин кој добро го памтиме и го знаеме овие 25 години. Значи, штом дојде до... Сметија сончогледи што цветат и во јануари, и во мај ќе се случат. Меѓутоа, сепак овој пат мислам дека не може више да биде исто. Па големо зло беше направено. Много големо зло. Како ќе се елиминира подаништвото? Еве, ги кажуваме ударните тупаници. Меѓутоа, во овие медиуми има многу вработени новинари кои не знаат ништо друго
освен да бидат послушници. Тоа е најголемата Тоа е трагедија. голем проблем, што има цела една генерација која што затекнала такво квази новинарство и мисли дека тоа е новинарство всушност. И тоа е голем проблем. Меѓутоа, предпоставувам дека со силни медиуми, со силна, нели, подобрена медиумска крвна слика, тоа едноставно пазарот ќе го реши. Значи, професионалците ќе можат да напредуваат, да обстанат на пазарот. Тие кои тоа не се или не се доволно добри или не научиле, ќе научат, па ќе напредуваат или едноставно ќе се откажат од бавење со пропаганда, бидејќи нема да имаат, нели, пазар за тоа. Тоа е некоја футуристичка визија како би можело тоа да се реши. Ние сметаме дека само со силни примери, всушност, со силни медиуми кои што опстојуват на пазарот со стандарди и професија, јас не мислам дека ние треба да си ги вратиме стандардите. Знаете, новинари сме сите тука. Ја во ниеден момент не сум имала чувство дека сум се откажала или сум се пазарела со стандардите. Тоа или го имаш или го немаш. Професионалните новинари знаат дека нивниот врвен газда не е оној што им ја потпишува платата, туку е јавноста. И довербата во јавноста. И затоа веќе конечно почнавме да препознаваме и критериум доверба на публиката како релевантен во однос на оценување на медиумот и така. Сега ни следува еден турбулентен период. Апсолутно има, предпоставувам, некакви обиди да се менуваат брзини, кривини и така натаму. Јас сум уверена дека нема да може. Јас сум уверена дека овој пат ние како медиумска заедница ќе знаеме да препознаеме и ќе бараме одговорност, бидејќи тие работи што се случува, знаете, синдикатот например и за нама поднесе кривична пријава за говор на омраза. Меѓутоа тоа беше протолкувано како слобода на говор. Сега јас очекувам дека во едно порелаксирано општество тие реакции, саморегулација и така натаму конечно ќе добијат на тежина. Како што рече Борјана, ако се вратила дење на правото, ни требаат институции. Апсолутно. Значи воопшто нема кој да го регулира. Медиумите дека да се биде про лево, про десно. Апсолутно не е спорно. Не, јас немам тука никаков проблем со тоа. Едноставно треба да се почитува при тоа законот. Не може говор на омраза да не биде санкциониран. Тоа едноставно така не може да продолжи. Значи само ни требаат институции кои ќе спроведат патем постоечки закони. Борјан, не може крадење да биде да не биде санкционирано. Имено. Не може рекетарство да не биде. Тоа е тоа што исто не уништува. Затоа што тие можат сутра да рекетираат на другата страна без проблем. И затоа дека ние тама разбори за пазар. За пазар да имате треба да имате добро стопанство. Да имате добро стопанство треба да имате добра клима и на крајот на криштата да, треба да има некаква политичка волја на владеачката гарнитура која што ќе сака тоа да го почитува и да ја гради таа политичка клима. И да не ги подкупува медиумите онака најбезобразно како што беа подкупувани. И тука имаме најбезобразно онака. Ептен се опуштија. И тоа имаме исто одговорност, тие треба на самиот почеток на новата власт тоа да го ставиме многу јасно на знаење. Така е. Па мислам ако после ова не им стана јасно. Па тоа ако не го направат, они сега ќе се соочат со многу пожестока критика од оваа. Да, бидејќи ние знаеме да препознаеме и знаеме да реагираме. Не, наше веднаш да им го ставиме на знаење. Види, и на Никола Груевски не му го ставивме на знаење првите 2 години, така што Не, сакам да споменам се случи што се случи. Во Аеден имаше 2 години по доаѓањето на Груевски и тука да најдеме некаква одговорност, каде што министрите од владата на Груевски беа најчесто. Имаше која е 2006 година, имаше 2 или 3 новинари што ја критикуваа оваа влада. Аеден беше во коалиција со оваа власт, значи до 2008. А ние што го препознавме тоа, исто така бевме на уште еден посилен удар изложени тогаш, затоа што се сметаше дека тоа е некаков опозицијски настап, а воопште не беше, затоа што уште ние, зборот опозиција не го препознаваме. Ние немаме опозицијски медиуми во Македонија. Во смисла да ја
афирмираат опозицијата што ќе работи. Ние имаме критички настроени медиуми кон власта, а тоа не е исто. Тоа не е исто. Значи, не можете да кажете за Телма дека е опозицијски медиум, иако тоа власта го нагласува. Тоа е медиум кој сака професионално и критички да обсервира. Таа поделба и поларизација на станата тука. Сега тоа, ако тогаш го препознаа неколку новинари или еден-два медиуми, денеска веќе тоа го препознаваат стотици новинари, многу медиуми, а не дај, како викаат Боже, да новата власт почне со истите методи да работи. Ја мислам дека тоа ќе биде смртна пресуда нивна, политичко самоубиство. Затоа што веќе огромен број на луѓе во Македонија ја препознаваат подвалата и го препознаваат влијанието. Дури се извинувам, дури мислам дека за весниците ќе мора да се прават пак субвенции, меѓутоа не како што беа порано субвенции, туку без условување. Затоа што нашите власти мислат секогаш кога дават пари како да ги дават од свој джеп, а не од буџет. За медиумски пазар ќе зборуваме Боријан и само кратко. Еро, имаше А1 беше во коалиција со таа власт, но имаше и А2 тогаш. И беше малку поинаку. Да, не беа сите на собственици. Ја реков Ова што го прави сега за заедничка Македонија, да се сетиме дека го правеше Ја1 кога одеше, нели, го бранеше името по трибини, така што подобро да не отвараме, да оставиме. И вон закон имаше вестници, а не можеше да се има вестници. Надвор од законот, не можеше телевизија и вестници да има исти собствен. Концентрација. Добро, ама не одговараше за тоа. Сега нема никаква врска со драстичната казна со која што апсолутно се согласувам. Апсолутно се. Прво не е казна за тоа, казнате за може тоа да го појасниме, бидејќи многу ситење имаше на затворањето на А1, така што тука да го апсолутно се согласувам дека одговорност нема тука. Дека тоа не е. Сам на почеток реков дека има секако сите не имаме одговорност. Повторно блок на реклами и по него веднаш видеоблога да видиме како граѓаните сметаат дека може да се среди медиумската сфера. Лошото момче на Балканот со поларизирани и делумно слободни медиуми. Ова се заклучоците на извештаите кои се однесуваат на слободата на медиумите во Македонија. Организацијата Репортери без граници ни рангираше на 111-тото место во светот. Најлошо сме рангирани од сите држави на Балканот и земји членки на Европската Унија. За Freedom House, медиумите во Македонија се делумно слободни. Новинарите работат во лоши услови и имаат ниски плати. Поради тоа, тие се подложни на притисоци од собствениците. Карактеристично за македонското новинарство е само цензурата. Топ тема на ваша страна праша: има ли услови слободата во медиумите во Македонија да стане правило, а не исклучок? Како да се стави крај на покорноста кон власта? Нашата гледачка, Валетина, смета дека слободата во медиумите мора да ја има заради прикажување на реалната состојба во државата, а не како досегашната пракса. Квалитетот, професионалноста, етиката по која мора да се водат медиумите одамна ги нема, а со тоа и гледаноста како битен фактор. За Крстевски Ѓорги, слободата на медиумите е речиси најбитен фактор во општеството, во кое живееме заради реалната слика и нивните промени, заради времето на диктат и времето во кое медиумите имаат слобода. Жалната слика е што еден дел од медиумите манипулираат со општеството во Македонија, смета Ѓорги. Нашиот гледач Бојан Петровски, причината ја гледа во корумпираноста. Медиумите не се покорни заради притисок, туку заради корумпираност. Кога на власт би дошле луѓе кои не би имале потреба да ги плаќаат медиумите заради собствените пропагандни цели, со медиумите се би било во ред. Ивет Ѓоргиева смета дека е потребен ѕид на срамот и бојкот на медиуми. Ѕид на срамот со сите имиња, правни и физички, кои беа директни или индиректни соучесници на режимот и последиците кои се уште дишат. И бојкот на сите ТВ медиуми, бојкот на лица како гости. Нивното мислење не смее да оди повеќе во етер. Дебата со достоинствена комуникација не сме виделе декада. Нема логика да седнат на иста маса заштитници на криминал, повеќе или помалку инволвирани и луѓе кои имаат сенс за одговорност пред моќта на кажаниот збор. Владимир Велковски пак прашува: како да се стави крај на покорноста на дел од медиумите кон СДС и Сорос? Твитерџијата Гус Фринг смета дека е потребно време, но и дека од самите медиуми зависи дали ќе бидат реални или покорни.
Сега за сега не постојат услови, ниту пак верувам дека тоа одеднаш ќе се случи и по промената на власта. Таквите промени бараат време. Покореноста на секој медиум зависи од него самиот. Тој одлучува дали ќе биде слуга на власта или не, но секој од нив си го гледа интересот. Навистина, некои од гледачите предлагаат и прилично радикални мерки како бојкот на медиуми, на наши колеги, зид на срамот. Чекај, зашто нема бојкот на мајски оперски вечери, бре луѓе? Како можеше да нема бојкот? Па знаете дека директорот ќе оди на овакво? Да си пее сам во својата, си се закажал? И нема бојкот. Така треба и за медиумите. Јас се согласувам со тој што напишал дека треба бојкот на медиуми. И да, зид на срамот. Луѓето воопшто не се глупави. Ние тука сме се зафркнале дека ако мислиме дека луѓето се глупави, читатели, гледачи, воопшто не се глупави. И знаат, ти можеш да ги излажеш дека си сменил уредувачка политика 1 ден, 2 дена, 5 дена, 2 месеци, 3. Понатаму нема. Ќе престанат да те купуваат, ќе престанат да вртат на твојот ТВ канал и тоа е сосема јасно. Така што исто се согласувам со констатација на еден твит, мислам дека беше, дека ова многу тешко ќе оти. Да. 10 години е уништувано новинарството систематско. 10 години други стандарди се воведени во новинарството и допрва ќе треба да се прави ново професионално новинарство, кое што ќе оди тешко заедно со ослободувањето на целото општество. Ако има волја да се ослободи целото општество, ако има волја за економски развој, ако има волја да почнат да се рекламираат компаниите и маркетинг агенциите да ги насочуваат парите кон медиумите затоа што заслужуваат тие медиуми, а не затоа што се изрекетирани да рекламираат таму, тогаш ќе имаме враќање. Повторно пак ќе повторам. Се зависи од политичката волја на новата власт дали ова ќе го овозможи. Меѓутоа нема да биде. Дали ги постои владење на право. Така. Утре нема да се сменат медиумите. Сите овие работи мислам дека треба да се случат. Зид на срамот, бојкот, некупување, тоа е тоа. Али сами луѓето тоа ќе го оценат. Ја можам само да се надоврзам на Горан. Апсолутно мислам дека не треба да се потценуваат граѓаните и тие и веќе покажаа дека знаат да проценат што е новинарство, што е пропаганда и впрочем ќе се види кога нема да има дотации дали пропагандистичките медиуми ќе можат да опстанат, кога нема доток на пари преку реклами, бизниси, на тендери и така натаму. Тоа допрва ќе видиме. Јас верувам во јавноста дека знае да процени. Зидот на срамот ние како професија го имаме, тоа е само регулација и само треба да ја дадеме шанса, треба да ја засилиме, бидејќи нема поголема осуда од осуда на професијата. Кога колегите ве препознаваат како лош новинар, не зборувам за пропагандисти, меѓутоа да, проблем е бидејќи овие се мнозинство, па они сега меѓу себе се препознаваат, меѓутоа само регулацијата е решението за нас, кога ќе препознаеме суд на професијата како легитимен, а не го игнорираме или исмејуваме, тоа не е пријатно, али тоа и е еден од начините на кои ние сами можеме да си ја јакнеме контролата, бидејќи се лизга човек, се случува, грешки се случуваат, не се знае, има млади луѓе и така натаму. Тоа и се разбира правната држава. Ништо без тоа. Мислам, тоа е решение. Борја ништо повикуваат зид на срамот и меѓутоа повикување пак би било некаков говор на омраза. Може би не верувам дека на говорот на омраза треба да се одговори со говор на омраза, нели? Напротив. Најмалку решението е било каков реваншизам по мене. Нас ни треба само закон. Затоа што ова што го зборам цело време, говорот на омраза е кривично дело. Во собрание се случи кривично дело од омраза. Тоа си има квалификација таква. Да. Значи, само ни треба власт која ќе навистина и се знае кој ги повикуваше на тоа кривично дело. Владењето на правото. Другото и новинари. На институциите ќе им овозможи тоа да го прават. Инак, да немаме илузии,
да слушам дека јавноста препознава. Сител телевизија е најгледана телевизија. Меѓу две турски серии се пакуваат кратки вести во кои се шприца омраза. А на која најмногу и веруваат? Оние луѓе, на која телевизија најмногу и веруваат? Не е на Сител. Не, јас знам на кому најмногу му не веруваат. Ама немојте да имате илузија дека пропагандата која се правеше од Сител дека нема ефект. Дека е тоа така потврдуваат и настаните од 27 април. Тачно. Вие имате таму луѓе. Не можете да ги обвините директно нив. Ги гледате, им го гледате бесот. Мене луѓе на улица ме среќаваат. Предавни, бесни, затоа што се апсолутно изманипулирани. Правото на тие луѓе треба да се заштити со тоа што ќе се санкционира говорот на омраза и сите обиди на ширење на лажни вести во јавноста. Тоа е она што ние. Јас тргам од предпоставката. Она самата, ако сака, нека си гледа понатаму Сител, кои што са турски серии, да не правиме тука ние некакви илузии дека нешто сега ќе јавноста е жедна по не знам какви новинарски дострели, истражувања, вредности, документарни филмови. Не, немајте илузии околу тоа. Документарните филмови секаде во светот имаат еден за естрада треба да се пишува професионално, така што да не за све треба да се пишува професионално. Така што се спомнавме, мислам дека Тамара медиумски пазар сме имале ни воопшто досега овие 26 години секојаш било тешко на овој мал пазар да се живее и да се работи само исклучиво да продажбата на вестници, сега зборам за вестници или за гледаноста на телевизија, но имал. Првите почетоци зборувам за новото време, значи од 90-та година се пројави, имаше и доста ентузијазм. Меѓутоа, она што е основно, пред пазарот, пред се, во овој момент е слобода и демократија. Значи, тоа е главниот предуслов да почне да се обновува едно новинарство кое сме го имале или да одиме во ново новинарство, во нов почеток. Имаме многу луѓе во Македонија, во фелата, во професијата, кои знаат што е добро новинарство, кои знаат да прават вестници, знаат да прават програми и мислам дека ако се отвори тој амбиент, ако се даде таа слобода на творештво, дека не преку ноќ, но за релативно брзо време ќе имаме еден сосема поинаков медиумски амбиент во Македонија, а тоа ќе нивелира и нели пазарни релации и односи и се разбира и она што веќе го напоменав, дека ако во Австрија, ако во Германија, ако во Белгија, во Франција има субвенции на вестници, ќе има и во Македонија. Само да ви кажем еден податок. Не знам дали знаете дека Le Monde, кој е еден од најугледните вестници во Европа, кој е собственост на мали акционери, значи приватен вестник, живее од субвенции. Да. Значи тоа не може, тоа не е други цели. Тоа се други промени, меѓутоа да се вратиме на ова што го кажа. Ама никој не му вика на Монт како треба да пишува и што треба да пишува. пишува. Точно, Тамара, дека јавноста препознава. Јавноста го препозна и бурно реагираше на одјавувањето последно на нашиот легендарен спортски коментатор Златко Калински, кој се одјави и замина во пензија, коментирајќи од она мало сопче во македонската радио телевизија својот последен надпревар. Јавноста реагираше и побара да му се дозволи да замине онака како заслужува. Платформата Види вака направи едно кусо видео, предлагам сега да го видиме и тука да завршиме по него емисијата. Гетлин како темпирана бомба. Болт добро стартуваше. Болт има мала предност. Гетлин сега забрзува. Кој ќе биде побрз? Болт! 9:79. Кралот останува крал. Ете, драги гледачи, со тоа полека го завршуваме преносот од Висенте Калдерон. А јас со посебно чувство ги завршувам, ги одработувам овие последни моменти.
по 42 години работа во македонската телевизија. Ова се последните слики од една, би рекол, долга професионална трка. Околу 120 земји на над 20 јазика го пренесуваат овој навистина голем спортски спектакл, еден од најголемите што воопшто постои на земјината топка. Драги гледачи, ви благодарам за поддршката ни сите овие години. Збогум! Се надевам дека ќе има прилика за уште едно подостинствено збогум. Тој ја вели ја заврши професионалната трка. Како ние ќе ја завршиме професионалната трка? Зошто не му даваат? Затоа што се легалисти, демек бил пензиониран, дека го почитуваат законот по телевизија во македонската, во јавниот сервис. На јавија емисија во понеделник. Мислам види јавниот сервис не ги преследуваше настаните на 27 април. Крај на приказната. Простаклукот во македонската телевизија, односно во јавниот сервис, не ја викам, мислам, тоа е јавен сервис што ние сите го плаќаме. Простаклукот, кој што сите овие години го гледавме таму, се покажа, врвот беше на 27 април, кога ништо не пренесува, а ова само покажува. Јас му посакувам се најдобро на колегата Калински. И они можат да најдат начин да му се одолжат. Кога зборуваме за јавен сервис, со закон има обврска да информира што треба. Они законски не сме, он бидејќи е пензионер. Они прекршија закон на јавниот сервис. Ама тоа со Златко сме пријатели и ова е навистина една 42 годишна прекрасна кариера, он е еден добар заштитен знак на спортското новинарство, добар бренд и уште еден пример што кај нас останало веројатно од комунизмот уште или од социјализмот, многу малку во Македонија се пишува за нас. Добро, и ние го само да довршам мислата, тоа го избегнуваме, а треба за вакви луѓе да се прават стории, бидејќи тие ќе бидат читани. Па јас сум матичната куќа ми е Македонско радио и за жал знам многу по-страшни случаи, по-грди начини на одење во пензија. За жал медиумите не знаат да ги препознаваат своите новинари како најважниот ресурс. Они се носители на основната дејност. Твоето прашање беше како ќе ја завршиме нашата професионална трка, веројатно тркајки и натаму трчајки, затоа што имам печаток дека без оглед што сум оптимист, имаме многу работа. Ви благодарам сите на учеството во емисијата. Тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Имајте пријатен вечер.